дека се сменил кафичо, бил блокиран, не било диското блокирано. Чекај малку, писмено ќе пуштиме докази. Тоа диско не е имало ни еден вработен што му е плата пуштано преко сметка. Да, така е. Ни роба е зимало преко сметка. Така е. Блокирана од август месец. Значи ние го поставивме прашањето по член 117 од Законот за стечај зашо не е затворена. Она ни одговара конфузија. После 3 месеца ни кажува бил платен налого. Абе чекај, ако има блокирана сметка, од дека го платил? Од дека? Од поштата. Дека даде налого кога е платен. Оти може платен после 16 март, луѓе. Може и тога е платен. Значи некој очигледно прекрива. И има тука многу големи риби у игра. Така да ни писмено ќе пишеме и да ни пуште одговор. А не после 3 месеца од 24 март УЈП дополнително ќе разгледа вашите барања и вашите прашања и ќе ви одговара. Вчера беше 27-ми, после 3 месеца излезе да ни каже дека бил платен налогот од кокошката е станала од спање, од кокошарнико излегнала. Инспекторот што го правил записнико пред Нова година во диското е моментално директор укочени УЈП. Браво за владата. Браво. Браво. За ситни пари нашите деца ојдеа. Да беше затворена дискотеката, таа вечер немаше да работи и немаше во да се случи. Ама сега имаме и нова дефиниција. Знаете пожарот кој го подметнува? Кравите. Кравите, да. Кравите, зашто не се опасели тревата? Ние сме кравите, опасели сме и нашите деца, затоа се ги наа. Затоа и народу и ботовите сите не плукат. Луѓе, не дозволувајте тоа, кажави и нек на драги. Ние излаваме за вашите деца. Имам ја уште едно дете и за него излавам. Ја немам ни едно. Тоа е траума. Тоа што го имах земаа ми, кој се ја за кој да се борам, дека са тие на повредените деца, родителите. Дека са, спијат, жешко им е. Утре на мене толку пари пуштени, на мене толку пари. На мене не ми требат парите. На мене нека ми го врнат детето од гробиштата. Едно имах. Ние ќе им платиме, само да ги ја ќе им платам. Да, господја, како не ја беше срам вчера после 100 дена да го каже тоа. Па каква господја, ма? Глобата била платена. Каква господја? Господја се вика на човек. Како не ја беше срам, по говору и се познаваше дека лаже. Па не ги вредям. По говору се познаваше дека лаже. Директор Камила. Па не сум ја, не може да бидам јашконик, јас сум по гласот се познаваше дека лаже. Кој глодари? Од нив поголеми глодари, поголеми човекојатци нема. Глодари, па ние ако сме глодари, ќе имат не знам какво да ги кажам. Не ли ги е срам овие од УЈП? Прво и не знам дали мирно ќе спијат. За кој објект, дали за кафичо, дали за диското. Па колку пари не даде? Па не знаеше да каже за шо прво. Па што ќе знае кој не е писмено? Некој е кажалтова да го каже. Па те на неја е напишено, не на нас. По зборовите си познаваше и по зборењето дека она лаже. Ама не, ај утре да питаме, да видиме како се ќе питаме вас писмено. Не писмено, утре ќе ја питаме дали знае тоа да го каже, но како дена, зашто не излезе првиот ден тоа да го каже, туку после 100 дена излага да каже. Дека глобата била платена. Па не е била способна. Па чекај некој да не пише. Бил затворен кафичо, во диското бил кафичо. Од дека го дознаел на тоа сознание? Тоа е барка обрнана и само прета. Ама познаваше и се по гласо дека лаже. Дали сме безбедни сите на оваа планета? Тој се познаваше по гласо дека лаже, зборејќи се познаваше дека лаже. Тоа не беше вистина. Кој не води безбедност? Не никој. Има некој тука купена диплома. Да, точно е со четврто деление со купени дипломи. Па ако така ја може да питам и УЈП и не угрот. Тоа ќе ги суди од озгоре. Ќе ги суди заедно со Господ и со другите деца. Утре и мен да ме примат у УЈП. Јас сум вработена у поштата. Не ли знаете никој? Значи јас сум вработена у поштата, да. Да биде дел од таа банда. Од 98 сум вработена у поштата. Само не знам од дека платата да си ја подигам, од која банка. Не ми е јасно. Од 98 година сум вработена. Шо сакал мажо ми? Не знам. Па утре ќе ме примат, па не знам дека. Нош министерка ќе ме примат. Там па не знам од која банка да си взимам парите. Абе ние спиеме на пари. Спиеме на пари. Ако сака... Кој сака пари, нека дојде ќе му го даеме. Само нека ми врнат детето. Се што имам дома до динар, се ќе му ги дам.